Во топлината на струмичката театарска сцена на 12 јуни се случи еден тивок на длабок земјотрес на емоции, кревкост и болка. Премиерата на представата Синот, дело на францускиот драматург Флориан Зелер, во режија на Благој Мицевски, за прв пат доби свој живот и глас на македонската театарска сцена. На сцената на театарот Антон Панов во Струмица оживеа една приказна што допира до најранливите делови од нашите души. Гласот на болката, збунетоста, љубовта и тишината што ја следи трагедијата. Сите тие ни раскажуваат една драма што е многу повеќе од само сценски настан. Синот не е само театарска представа, тоа е ехо на реалноста што многумина ја носат во себе, но ретко ја покажуваат. Станува збор за семејство растргнато помеѓу љубов и неразбирање, каде што главната тема е тешко препознатливата, често и игнорирана адолесцентска депресија. Режисерот Благој Мицевски во оваа поставка создаде сценски јазик, што не повикува на наблюдување, туку на доживување. Со минимализам во сценографијата и максимализам во внатрешната напнатост, на публиката и подари представа која дише со вистината на денешницата, исполнета со тишини што зборуваат повеќе од зборовите. Мојот интерес за драмите на Флориан Зелер од пред неколку години познат по тоа што пишува драми од секојдневието и тоа се во главном фамилиарни проблеми на луѓето во определена возраст, да речеме во мајка тоа се проблемите на една жена средовечна, во татко се проблемите на еден повозрасен човек кој што има проблем со Алцхајмерова болест, а да речеме Синот е представа за дете во тинеџерски години кој што ги има проблемите на дете од разведени родители и кои што најчесто да речеме не ги приметуваме или не ги гледаме со отворени очи на начин на кој што би се решиле евентуалните последици на време. И во таа смисла представата мислам дека е доста поучна и се обраќа не само на генерацијата од неговата генерација, да речем помлади луѓе, меѓутоа исто така и на родители. Главниот лик таткото Пиер го игра искусниот актер Колјо Черкезов, кој ја посветува оваа улога на своите 3 децении и актерско искуство. Во неговиот глас се слушаат не само зборовите, туку и неизмерната болка на човек кој не знае како да го спаси собствениот син од самиот себе. Да ти кажам дека се гордам со тебе. Толку се гордам со тебе. Сакам да ти кажам дека ти си моето големо момче. Се зборуваш сам со себе. На никола ли мислиш? Јас мислам дека и го дадовме тоа што го бараше самиот режисер и самата драматургија. Познато е веќе Флориан Зелер е автор кој што буквално го преплавува цела Европа. И нешто што би можел да кажам за самиот процес, мене тоа лично не ми беше до таа мерка познато, во таа смисла дека никош не сум ги имал јас, фала Богу, проблемите со моето дете и баш имаше една така интересна ситуација со колегата младиот, кој што Михаил Велков, кој што го играше синот. Еднаш ми дојде баш така некако ситуацијата преку глава и викам, абе, слушај што ќе ти кажам. Јас за мојот син толку не сум се секирал колку што за тебе сега се секирам. На сцената покрај Черкезов и Велков настапија Јасмина Вучкова, Јулија Милкова, Ванчо Василев и Томе Витанов, кои заедно создадоа живописна и болна слика на семејството во распаѓање. Нивниот предизвик беше да го доловат интермедијалниот реализам, стил кој го прекршува времето, прикажувајќи ја сцената како живо пулсирачко место полно со внатрешен конфликт и распад. Улогата на докторот е епизодна улога, но е доста значајна за развојот на целото драмско дејство. Интересен беше самиот процес на работа, затоа што режисерот бараше од нас да бидеме ние, а не да играме нешто друго. Значи, тој доктор требаше јас да го налепам на себе, а не нешто да правам што не сум јас.
Тежината на мајката која носи бреме на тишината и грижа ја изнесе со посебна нежност и сила Јасмина Вучкова. Не можам повеќе. Што не можеш Ова стана неподносно. Јас повеќе не знам што да правам. А јутрина ме викнаа да отидам во гимназијата. Што? Се јави директорот на гимназијата да разбере што се случува. И таму открив дека тој не оди на настава повеќе од 3 месеци. Што? Секој утро заминуваше со чантата, со работите што му треба. Многу е деликатна, повеќе слојна, тешка улога, затоа што бремето на синот и на самата драма ја носи мајката, исто како и таткото, нели? Но ете, конкретно сега зборуваме за мајката. И така доста напорно е како носење на самата тежина и во приватниот живот, мој личен како актерка. Сценографијата исто така создадена од режисерот Мицевски ја зацврстува атмосферата на внатрешно распаѓање, додека музиката на Маријан Неќак ја впишува тишината на душата меѓу зборовите. Преводот на представата е дело на Јадранка Стефкова, а костимите ги изработи Ванчо Василев, кој покрај актерството ја носи и оваа уметничка одговорност. Ова е прва македонска поставка на Синот, дело кој од 2018 година наваму предизвикува театарски и филмски восхит во светот. Но Синот не беше само премиера, тоа беше и огледало. Повик да зборуваме отворено за депресијата, за она што обично го молчиме, а што најмногу треба да биде гласно, затоа што понекогаш токму тишината е најгласниот крик.